Реката Црн Дрим е една од убавините кои го красат западниот дел на Република Северна Македонија. Изворот на реката се наоѓа во непосредна близина на манастирскиот комплекс Свети Наум и понатака се влева во Охридското езеро. Кај градот Струга се формира реката Црн Дрим, која тече низ Струшкото поле се до селото Ташмаруништа, каде се формира Глобочичко езеро. Текот на реката Црн Дрим понатака продолжува низ Дримколскиот крај и заедно со реката Радика го формираат Дебарското езеро, од каде ја напушта територијата на нашата држава и продолжува кон Република Албанија. Во северниот дел на Албанија, во близина на градот Кукс, реката Црн Дрим се спојува со реката Бел Дрим, која продолжува да тече се до Јадранското име под едно име – Дрим. Реката Црн Дрим во Македонија има вкупна должина од 56 километри. Оваа година, по повод Денот на реката Дрим и 10 години Дримски процес, Регионалниот зелен центар од Охрид спроведува низ активности за афирмација и едукација на популацијата за значењето и заштитата на реката како наше и светско природно наследство. Заради ковид пандемијата, сите активности ќе се изведуваат согласно протоколите за заштита. Дримскиот проект е меѓудржавен проект финансиран од страна на Глобалниот еколошки фонд од Вашингтон, чија главна цел е создавање на институционална рамка за заедничко справување на речниот басен на Дрим и неговите подбасени – Охридско, Преспанско и Скадарско езеро. Проектот се спроведува во 5 држави кои го делат басенот – Македонија, Албанија, Црнагора, Косово и Грција. Активната имплементација на проектот е започната во мај 2016 година. Институционално, проектот е поставен на неколку нивоа. Прво ниво е тело составено од високи представници на владите на државите, кое се состанува еднаш годишно да го разгледа напредокот на проектот. Спроведувањето на проектот се наблюдува од страна на формираната Dream Core група, во која членови се номинирани представници од министерствата на сите држави. Dream Core групата се состанува 2 пати годишно и плюс инцидентно доколку има потреба. Стручниот дел го работат експертски работни групи во кои се исто така номинирани представници на институциите и од научната фела. За директно спроведување на активности е задолжен координативен тим составен од проект координатор, проект менаџер и 4 национални координатори во секоја од земјите кориснички. Денот на Дрим се прославува секоја година во сите подсливови на проширениот прекуграничен слив Дрин под покровителство на Дрин Корда и група Дрин Кор, а оваа година се слави јубилејна 10 годишнина. Главната цел на настаните на Денот на реката Дрим е да се подигне свеста на локалните заедници и пошироката јавност за важноста на одржливото управување со сливот на реката Дрим и незините екосистеми и да се подигне свеста кај пошироката јавност за состојбата на животната средина, на сливот и крајбрежните области на Дрим и придобивките од усвојувањето на интегриран мултидржавен пристап кон нивното управување. Во продолжение, ги поканувам господин Дејан Пановски, национален координатор за ГЕФ Дримскиот проект, господин Шујб Марку, представник и партнер од Центар за одржлив развој на заедницата Дебар и господја Елена Елнади како соработник и директор при Основното училиште Ванчо Николески од Лескоец да ги изнесат своите излагања. Господин Пановски, добар ден. Добар ден. Годинава одбележуваме еден важен јубилеј што се однесува на управувањето со Дримскиот басен. И тој јубилеј всушност треба да даде насоки за наредната декада во која што ќе треба да се имплементираат мерките кои што се предвидени. Имено оваа година се одбележува 10 години од потпишувањето на меморандумот за разбирање,
кои 5 земји го потпишаа и се обврзана заедничка визија за управување со Дримскиот басен и предвидува мерки кои што беа краткорочни, среднорочни и долгорочни. Значи, да се потпише меморандум меѓу 5 земји во едно ваква сензитивен регион како што е Балканот, навистина беше едно прашање кое што висеше подолго време, меѓутоа водени од волјата и позитивниот однос кон природата, кон животната средина и кон сите елементи кои што се врзани во Дримскиот басен, всушност страните, односно државите најдоа заеднички интерес, ја послушаа науката и стручните лица и всушност дојде до потпишување на тој меморандум. Меморандумот беше само еден момент, една искра, која што предизвика низа на активности. Една од најважните активности беше всушност аплицирањето за пред ГЕФ, значи за Дримски проект, кој што всушност ќе го имплементира самиот меморандум. Тоа започна значи активно во 2016 година и нормално, иако имаше скептици дека ќе се успее во една ваква комплексна поставеност во регионот да се дојде до главните резултати, сепак се успеа затоа што прво се направи прекограничната диагностичка анализа, што значи дека во овој момент знаеме се точно какви се проблемите, кои се проблемите, колку долго треба за нивно решавање и и на каков начин тие треба да се решат. Таа анализа потоа нормално во дискусија и во целосна една организираност на системот на наука, на стручните лица и политичките фактори надлежни во државите, придонесе да се изготви стратешкиот акционен план, кој предвидува повеќе од 100 мерки, национални или прекогранични, кои што всушност ќе ги санираат сите прашања кои што беа отворени во анализата и ќе допринесат за квалитетно управување со Дримскиот басен. И во целата таа комплексност можеме да додадеме дека паралелно со изготвувањето на стратешкиот акционен план беше изготвен и акциониот план, односно планот за управување со сливот на Охридското езеро, кој опфаќа 2 земји и тој план за управување исто како и стратешкиот акционен план, значи ги предвидува сите мерки, има повеќе од 100, што на национално и на билатерално во случајот на Охридското езеро ниво ќе треба да ги решат главните прашања. И сега доаѓаме до еден момент во кој што и како наука, и како општество, и како стручност, па на крајот на краиштата и на политичко ниво, ние треба да престанеме со така да речем да филозофираме за тоа што треба да се направи. Треба да престанеме да мудруваме за тоа како треба да се направи и треба да престанеме со патетиките во смисол дека не знаеме што всушност треба да се направи. Знаеме, се е ставено на хартија како документ одобрен од државите и тој документ и тие мерки во наредна фаза треба само да добијат политичка поддршка од политичките фактори од сите земји, за голем дел и добиваат, и што е многу важно да почне процес на обезбедување на финансиска поддршка за имплементација на тие мерки. Ние како глобално партнерство за води веќе започнавме активна иницијатива и да речам пишување на новиот проект за кој треба да биде продолжение на овој ГЕФ Дримски проект, кој што ќе се занимава со имплементација на приоритетните мерки и паралелно на тоа ја развиваме планот и правната регулатива и поддршка за формирање на Дримска комисија, која што ќе биде заедничко тело за управување. И на тоа, ако се додаде дека е развиен информативниот систем, во кој што, значи, на еден портал може да се користат сите информации и податоци кои што ги има по одредени точки во системот, тоаш може да речеме дека она што беше зацртано како план во овој Дримски проект беше остварено. Тука е секако и помошта на широката заедница, која што доаѓаше најчесто преку
прославувањето на денот на Дрим, како што е оваа година, и сите тие елементи кога ќе ги споите, значи политичката поддршка, научната поддршка, стручната поддршка, поддршката на пошироката јавност, всушност не може целиот тој комплекс на прашање да излезе надвор од позитивниот контекст и не може да не дојде до позитивни резултати. Се надевам дека ќе имаме прилика да прославуваме уште вакви денови и во рамките на еден нов проект кој што го работиме сега и кој што очекуваме наредната година веќе да почне со почетна имплементација. Ви благодарам. Благодарам. Значи, Црн Дрим за нас е живот, не само за производство на електрична енергија, туку Црн Дрим ги држи во живот и езерото, Охридското езеро и двете акумулации, кои, иако се вештачки акумулации, имат развиено добар екосистем, воден екосистем и е основа за развој на туризмот, на спортовите на вода, рибарството и така натаму. Затоа ние цело време го мониторираме реката, го мониторираме сите притоки, например реката Радика, Дебарското езеро и Црн Дрим, после браните, од загадување и од другите, како се нелегални градби, но и протестираме и против погрешните политики кои се одвиват во ова време. Проблеми има многу, например нелегалните градби и во Охридското езеро и во Дебарското езеро, исто така нефункционирањето редовно на колекторскиот систем во Охридското езеро, непостоење на колектори за отпадни води на градот Дебар, кои води завршуваат во Црн Дрим и во Албанија. Исто така голем проблем се и дивите депонии кои се во Националниот парк Маврово и во пролет големо количество на пластичен отпад завршува преку реката Радика, завршува во Дебарското езеро и во Црн Дрим. Значи, овие се многу големи проблеми кои ние нонстоп ги алармираме и преку активности како денот на реката Дрим го подигнаме јавната свест на граѓаните, исто така ги едуцираме и младите. Ова година поради пандемијата моравме да усогласиме според протоколите и носител на настаните за ова година е Зелен центар Охрид, кој е наш долгогодишен партнер и заедно снимавме кратки едукативни филмови кои ќе се дават по медиумите. Исто така организиравме и средби, работилници со ученици од Дебар, од Лескоец, од Охрид. Изработивме брошури и изложби со слики од богатствата на сливот на реката Дрим. И понатака ние, иако реков дека имаме проблеми, но имаме и победи. Например, преку овие активности успеавме да се прекинат политиките за изградба на брани во реката Радика. Исто така не продолжи уништување на Белчишкото блато, во Дебарското езеро ова година, како порано што беше поради притисок од граѓаните, не е доделена концесија за економски риболов, туку само за спортски риболов и овие се победи кои ни дават нас сила за
понатака да работиме во заштита на Црнодрим и целиот слив. Ќе продолжуваме соработка и со здруженијата од регионот, како од Албанија, од Косово, Црна Гора, Грција, пошто ова е заедничко богатство и со надеж дека во идните години во Црнодрим, во Албанија и во Јадранско море да носиме што помалку отпад, било каков пластика или нечиста вода. Добар ден, господи Омади, повелете. Добар ден. Најпрво да изразам задоволство за продолжување на соработката со регионалниот зелен центар во Охрид. По-конкретно што и оваа година сме партнери во проектот 10 години со реката Дрим. Минатата година бевме партнери во проектот Заштита на биодиверзитетот на реките од сливното подречје на реката Дрим. Вклучувањето на нашето училиште во проектот некако дојде по природен пат, со оглед на тоа дека нашето подречно училиште во Косел се наоѓа веднаш до реката и учениците секојдневно се сведоци на течението, животот, движењето на реката. Самото присуство на вода во населено место го облагорадува истото. Така и Коселската река, која што извира од плаќанските планини, го олеснува животот на населението по незиното течение. Но за жал ние луѓето некако само знаеме да ги користиме благодетите на природата без да дадеме за возврат на истата. Жителите на тие населени места често се сеќаваат за реката, чистата река, со чистата вода богата со речна пастрмка и ракчиња, кои што воедно и се показатели на чистотата на водата. Но за жал има податок дека 2010 година настанал еден масовен помор на рибите во реката, а ракчињата скоро да исчезнале. Минатата година во близина на местото Мазатар, тоа е исто по течението на реката, забележано е масовно сечење на шумите. Тоа уништување на шумите влијае врз забрзување на ерозијата на почвата. Со ерозијата на почвата доаѓа и до оштетување на квалитетот на водата, односно по-конкретно на наноси на земја во самата вода. И така да тие ерозивни наноси кои што ги носат Коселската река и реката Сатеска во езерото негативно влијаат врз биодиверзитетот на Охридското езеро. Од друга страна и тие земјени наноси ја намалуваат големината на коритото, едноставно стануваат поплитки, така да во пролетните месеци, кога имаме зголемено ниво на вода во реката, доаѓа до излевање на реката во околината и причинува штета. Токму поради тоа, на нас како наставен кадар, должност ние да ја пренесеме обврската, задачата и љубовта на учениците кон природата и грижата за истата. Во нашето училиште постои еколошка секција под раководство на 2 наставнички, кои што постојано изведуваат активности насочени кон подигнување на еколошката свест на учениците, но и населението во околината. Во конкретниот случај, значи како партнери во овие проекти, преку Зелен центар, со оглед на ситуацијата, сите работилници кои што се одржуваа беа онлайн и со едукативен карактер, меѓутоа ето ќе се надеваме дека ќе се створат услови за практични активности со учениците, што би било исто поубаво. Но во секој случај, задоволство ми е повторно ќе истакнам што сме партнери во проектот, бидејќи секој искуство е добре дојдено, што е насочено кон заштита на природата, заштита на нашето природно богатство, реките, езерата, ево конкретно реката Дрим. Ви благодарам. Ви благодарам. Преку Zoom платформата во продолжение ќе се обратат господин Иван Малезанов како раководител на проектот и представник на Зелен центар од Охрид, господин Илбер Мирта, представник од Министерство за екологија и заштита на животна средина, и Билјана Славевска како соработник и директор при Основно училиште Дебарца во општина Дебарца да ги изнесат своите мислења и ставови. Почитувани, Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина, Регионален зелен центар Охрид, во соработка со основните училишта Ванчо Николевски од Лесковец и Основното училиште од Дебарца,
како и со Центарот за одржлив развој на заедницата од Дебар, оваа година го организираат настанот Ден на реката Дрим, поддржан од GVP Med. Во овогодинешните активности треба да ги напоменеме изработката на 5 кратки видеа кои се поврзани со реката Црни Дрим, од нејзиниот извор кај Свети Наум, па се до границата со Република Албанија во близина на градот Дебар. Целта за изработка на овие видеа е да се прикажат природните убавини од овој регион на пошироката јавност. Другата активност која беше спроведена е организирањето на онлайн предавања на учениците и младите од Дебар, од Охрид и од Дебарца. За предавањето беше ангажирано стручно лице од Центарот за одржлив развој на заедницата од Дебар. Следната активност која беше организирана е брошурата насловена како 10 години заедно за реката Дрим, како и поставување на изложбата 10 години заедно за реката Дрим, која е прикажана на два начини, односно со физичко присуство може да се посети во Стивс кафе, кој се наоѓа веднаш покрај ке од Охридското езеро, и истата изложба е поставена виртуелно на онлайн платформа. Главниот настан кој требаше да се одржи со физичко присуство, за жал поради препораките на владата и Светската здравствена организација, за да нема големи групирања, оваа година одлучивме да биде одржан на овој начин, постпродукциски да се обработи и да се постави на социјалните медиуми за да биде достапен за пошироката јавност. Овогодинешниот јубилеј, 10 години од Дрим Корда групата, ни е еден мотив и инспирација да продолжиме активно да работиме за заштита на Дримското подрачје. Дозволете да се заблагодарам на сите оние кои беа активно вклучени во активностите поврзани за овој проект. Посебна благодарност до националниот координатор, господин Дејан Пановски, нашите соработници од основните училишта Ванчо Николевски од Лесковец, основното училиште од Дебарца, Центарот за одржлив развој на заедницата од Дебар, Астра Дизајн, Летра Дизајн, Мега Продукција, Стивс кафе и сите други наши пријатели кои несебично се залагаат за зачувување, промовирање и одржување на целиот регион каде што поминува реката Црн Дрим, од нејзиниот извор, нејзините притоки, вештачките акумулации, па се до границата на Република Албанија во близина на градот Дебар. Координираното одействување на ниво на сливот на Дрим осоствуваше до изработката на така наречената заедничка визија за одржлив развој на сливот на Дрим и подпишувањето на меморандумот за разбирање од Тирана 25 ноември 2011 година. Од страна на министрите на земјите членки на овој слив, односно Албанија, Северна Македонија, Грција, Косово и Црна Гора. Целта на меморандумот за разбирање е да се испорача договорената заедничка визија за промовирање, заедничка акција за координирано интегрирано управување на заедничките водни ресурси во сливот на реката Дрим, како начин да се заштитат и обноват колку што е можно екосистемите и услугите кои тие ги даваат и да се промовира одржлив развој во целиот регион на слив на реката Црн Дрим. Ова активност беше резултат на Дримскиот диалог, координиран од страна на Глобалното партнерство за води Медитеријан, GWP Med, и Економската комисија на Обединетите нации за Европа, UNECE. Во рамките на Дрим Корда процесот, координирана акција за реката Црн Дрим, за да се олесни имплементацијата на овој меморандум од страна на програмата за развој на Обединетите нации UNDP и Глобалното партнерство за води Медитеријан, беше иницииран проектот овозможување на прекогранична соработка и интегрирано управување со водните ресурси во проширениот слив на реката Дрим, кој што потоа е финансиран од страна на Глобалниот еколошки фонд. Проектот се спроведа во 5 држави кои го делат сливот или базенот: Македонија, Албанија, Црна Гора, Косово и Грција, со финансиска поддршка на GF во форма на грант во висина од 4.5 милиони долари за трите земји членки и 1 милион долари за косовската страна. Имплементација на агенција на проектот е UNDP, а директен спроведувач на активностите е меѓународната организација Global Water Partnership Mediterranean со седиште во Атина.
Значи, институционалната структура на проектот беше воспоставена дури во 2012 година, согласно одредбите на меморандумот за разбирање, и истата е поставена на неколку нивоа. Прво ниво е состанокот на страните, односно земјите, како тело составено од високи представници на владите на државите, односно министри за животна средина, кои се состануваат еднаш годишно да го разгледат напредокот на проектот. Спроведувањето на проектот се наблюдува од страна на формираната Dream Core група, ова е второ ниво, во која членуваат представници од министерствата од сите држави. Оваа група се составува 2 пати годишно, плюс инцидентно ако има потреба. На трето ниво, или стручниот дел, го работат 4 експертски работни групи во кои се исто така номинирани представници од институциите и од научната филда. Значи, тие работни групи се поврзани со темите спроведување на рамковата директива за води, мониторингот и размена на информации, биодиверзитет и последната работна група за поплави. За директно спроведување на активностите е задолжен координативниот тим составен од проект координатор, проект менаџер и 4 национални координатори во секоја од земјите кориснички. Како главни постигнувања на проектот се, како прво, изготвување на така наречена прекогранична диагностичка анализа на базинот на реката Црн Дрим, согласно методологијата на GF. Овој документ е научен и истиот е изготвен и одобрен од страна на Dream Core групата во период од 2016 година до 2018 година. Овој документ ги анализира резултатите од тематските извештаи од сливот, како што се институционална поставеност, социоекономија, биодиверзитет, хидрологија, загадување и нексус. Овој документ, како и повезаните тематски извештаи, се живи документи кои предишно ќе се ревидират и се наменети за да служат како основа врз која се мери идниот напредок. Како второ достигнување е изработката на така наречената стратешки акцијски план. Врз основа на прекограничната диагностичка анализа изработен е овој документ, за кој државите членки преговарат и ги утврдуваат приоритетите. Овој документ е подпишан на 24 април 2020 година со заедничка изјава и од сите членки. Како трето достигнување е воспоставување на заедничка рамка на мониторинг со цел развивање на механизми за рано предупредување од поплави. Потоа имаме како четврта цел или напредок или достигнување е проектот има и за цел воспоставување на заедничка меѓудржавна комисија за Дрим. Во рамките на овој проект битно е да се спомнува дека изработени се или реализирани се 5 пилот проекти во сите држави, конкретно за нашата македонска страна е изработен план за управување со сливот на Охридското езеро, согласно законот за води и Европската рамковна директива за води. Планот е резултат на 2-годишен процес, низ кој прв пат се собрани и анализирани податоците од двете земји, вклучувајќи научни, социоекономски и легислативни податоци од двете земји. Со овој план се идентификувани главните предизвици со кои се соочува Охридското езеро во последните години, како што се намалување на рибниот фонд, еутрофикација, урбана деструкција и така натаму. За да се совладат сите овие предизвици, планот е подкрепен со програма за мерки за заштита и одржливо на управување со прекограничниот слив на Охридското езеро, како значаен воден ресурс и за Македонија и за Албанија. Инаку овој план, заедно со подобрениот план за Преспанското езеро, ќе биде интегрален дел на крајниот план за управување со целиот Дримски базен. Како дополнителни
користи или бенефити од овој долгорочен процес се воспоставување на заедничко тело за управување на водите во сливот на реката Црн-Дрим, размена на искуства во управувањето со водите, зајакнување на административните капацитети на земјите за управување со водите на национално и локално ниво, поголем социоекономски развој, зголемување на довербата меѓу земјите и создавање на можност за заеднички настап при аплицирање со проекти во меѓународни донаторски конференции и така натаму. На добрата и успешна соработка со регионален зелен центар од Охрид. Прва што во горното течение на реката се направи акција за чистење на отпадот. Исто така, по течението во долниот тек на реката Сатеска кај местноста Бел мост во село Волино, исто така се забележа енормно присуство на отпад, скоро депонија, и тука повторно беше направена една акција за чистење. На самото место беше присутен дипломиран земјоделски инженер Менка Бојаджиева, која одржа едукативно предавање за влијанието на пластичниот отпад врз земјоделското производство на здрава храна во регионот на реката Сатеска. Учениците од нашето училиште активно следеа и поставуваа прашања. Исто така им беше поделен промотивен материјал. Следеше едукативен состанок кој се одржа во Дебар, во Домот на култура, каде меѓу другите учесници свој допринос даде Иван Димовски со свој излагање, представувајќи го нашето училиште. Следна средба, 2020 година, споради ситуацијата со пандемијата, повеќето активности се одвиваа по електронски пат. Наше училиште, заедно со учениците од Ванчо Николевски, од Лесковец, има лекција од професор доктор Сузана Патчева од Хидробиолошки институт. Документарните видеа беа испратени до учениците, беше пополнат и прашалник од каде се увиде дека нивната свест за важноста на Дримскиот базен е зголемена. Главниот настан се одржа на 26.7. на Брод, следејќи ги сите протоколи и препораки што следат. Поаѓањето беше од пристаништето во Охрид кон Струга со запирање на реката Сатеска, Коселска и реката Црни Дрим. Следа интересни презентации, посебно на професор доктор Сузана Патчева. Ова година исто така, поради ситуацијата со пандемијата, нашите ученици во координација со Зелен центар онлайн се состана и беа присутни на презентација која активно ја следеа и дадоа свој допринос со поставувањето со Зелен центар, регионален зелен центар. Оваа година нашето училиште по трет пат се вклучува и е дел од проектот за обележување на денот на реката Црни Дрим, благодарение на добрата и успешна соработка со регионален зелен центар од Охрид. Првата соработка и едукација беше во 2019 година на реката Сатеска, каде што во горното течение повторно чист Сатеска кај местноста Бел мост во село Волино, каде што и таму беше забележено енормно присуство на отпад, скоро депонија. Беше присутна на самото место меѓу учениците и дипломиран земјоделски инженер Менка Бојаджиева, која одржа едукативно предавање за влијанието на пластичниот отпад врз земјоделското производство на здрава храна во регионот на реката. Учениците активно ја следеа, поставуваа прашања и им беше поделен промотивен материјал. На промотивниот и едукативен состанок по повод прославата на реката Црни Дрим, 5 мај, кој се одржа во Дебар, во Домот на култура, меѓу другите учесници свој допринос даде и наш колега, наставник Иван Димовски со свое излагање, представувајќи го нашето училиште. Следната средба, односно втората средба, беше лани, која поради пандемијата повеќето активности се одржаа по електронски пат. Нашето училиште, заедно со училиштето и учениците од Ванчо Николевски од село Лесковец, има лекција од професор Сузана Патчева од Хидробиолошки институт. Документарните видеа беа испратени до учениците, беше пополнат и прашалник, од кој се увиде дека нивната свест за важноста на Дримскиот базен е зголемена.
Главниот настан се одржа на 26.7.2020 на Брод, следејќи ги сите препораки и протоколи. Поаѓањето беше од пристаништето во Охрид кон Струга, со запирање на реката Сатеска, Коселска река и реката Црни Дрим. Следа интересни презентации, посебно на професор доктор Сузана Патчева. Оваа година, повторно заради ситуацијата со пандемијата, се вклучивме по електронски пат. Нашите ученици дадоа активно учество, па се надеваме повторно на следна средба, меѓутоа да не е како сега, ситуацијава да биде подобро на терен. Благодарност до регионален зелен лиште во Изложбата со фотографии од убавините на сливното подрачје на реката Црн Дрим е поставена во хотел Ројал во Охрид, а граѓаните и учениците ќе може да ја посетат во периодот кој следува, зависно од протоколите и мерките за заштита од COVID-19.